Љубовта нема граници, алкохолот ќе изветрае, трае неколку часа и толку. Внимание, зборуваат граѓаните. Што ка славиш овој петок, Свети Трифун или Свети Валентин? Па ништо, не само малку, би требало да славам Свети Валентин, пошто младите тоа се ако слават, овој Свети Валентин, него Свети Трифун. Може би и двете. Поради тоа што живееме во Франција и го сакаме виното, и Валентин се слави во Франција пошто е католичка земја. Валентайн со валковинце. А мислиш овој петок, конкретно, Свети Валентин? Валентин, Трифун или двете? И две. А може и ништо. Може и ништо, така е. Првиот човек што не слави ништо. Како христијанка Свети Трифун. Свети Трифун? Да. А не двете? Па не две. Секој пат и да не сум сакала, некако дичковци ми давале поклони за Валентин, така да сум славела. Добра. И да, Свети Валентин. Што обично подарувате или ви подаруваат за Свети Валентин? Не добивам поклони за Свети Валентин. Не? Зошто? Татко ми чаша вино. Ми имаат подарено мечиња и благо најчесто. Нешто символично, не мора да биде нешто Скап. Ружа или благо, евентуално, ама обавезно секогаш ружа. 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 Најчесто мислам во католички земји се подарува чоколада. Зајаче сакам некоја да ја купам зилу да си ци Вистинско? Да. Браво. Дали љубовта е посилна од алкохолот? Дефинитивно. Љубовта е најсилно нешто што никој може да го има. Алкохолот е порок, љубовта не е порок. Љубовта е највозвишено чувство што еден човек може да го има. И покренува алкохолот, те спушта на земја. Бога ми, зависи која како, зависи од кава е љубовта, да. Кава е љубовта кај тебе? Бога ми голема. За мене љубовта е навистина посилна од алкохолот. Зошто? А љубовта нема граници, алкохолот ќе изветрае, трае неколку часа и толку. Да? За љубов може да се сменат многу работи, многу навики. Повише денови, месеци и години трае алкохол, пиеш месо. Ма е моментално џуху. Мислам дека е посилно. Потешко може да се опоравиш од неј за искрени. Од алкохолот еден ден ќе ти трае и толку. Дали љубовта е посилна од алкохолот, зависи за кого како. Да, за тебе како е? За мене љубовта е посилна, не пијам многу алкохол. Зошто како народ имаме ден на пијаниците, а немаме ден на трезните? Дека народот цело време пие, нема кој сака да остане трезен. Дека тоа стана модерно да секој консумира алкохол. Не ни знаев дека имаме таков ден. Тоа е денот на чашката, нели викаме Свети Трифун е денот на чашката. Денот на чашка, да мислите дека е денот на виното или денот на лозијата. Па и туи виното се стави у чашка. А немаме ден на трезвеност. Не знам, Ни фали ако има како едното, мислам дека треба да го... Треба да го има и другото, да. Да. А кој е денот на пијаниците? Свети Трифун. Па не е ден на пијаниците. Но Ден што е? на светителот Свети Трифун. Зошто е баш Свети Трифун денот на чашката и на алкохолот? Па затоа што на тој ден, татко ми секоја година на Свети Трифун оди и го крои лојцето за почеток да има плодна, се верува дека има плодна година. Секој ден треба да е ден на трезвеноста, бидејќи нема поента секој ден да се пијам. Ако сакам да се напијам, ќе се напијам, ама до умерени граници. Внимание, зборуваат граѓаните.